Иструени домашни кучиња, мачки и маалски миленици. Ваква е сликата во изминатите неколку дена во општина Пробиштип. Непознат сторител остава отров на повеќе локации низ градот, вклучително и во реонот околу така наречениот споменик, каде секојдневно минуваат десетици ученици. Граѓаните додаваат дека овој убиец на животни во рок од неколку дена фрлал отров и во дворовите каде има домашни миленици. Бараат од општината, Министерството за внатрешни работи и надлежните институции да постапат по случајот и да го пронајдат сторителот. Пробиштипскиот монструм ги живее своите најплодни моменти. Реонот околу споменикот повторно намета на убиецот трујач. Ако пред неколку дена успеа активностите да го спасат, ноќеска не можеа. Во рамки на неколку дена фрлен отров во двор, синоќа на патека по која утрово ќе поминат десетици ученици и низ целиот реон околу споменикот. Иструени домашни кучиња и мачки, маалски миленици. Уредно пријавено во Министерството за внатрешни работи, максимално професионално постапено од нивна страна. Морбидни се фотографиите, но морбидна е и гледката која ќе имаат децата што одат на училиште, велат граѓаните на општината Пробиштип. По поплаќите од граѓаните, М-нет телевизија се обрати до градоначалникот на општина Пробиштип Тони Тоневски, кој во разговор за нашата телевизија потврди дека случајот е пријавен и се постапува. Тој вели дека институциите се веќе вклучени и дека е во тек истрагата за пронаоѓање на сторителот. Апелира до граѓаните да се воздржат од вакви инциденти, нагласувајќи дека општината има план за справување со проблемот со бездомните кучиња. Јас како градоначалник го осудувам овој чин на труење на домашните миленици, па и бездомните кучиња. Тоа не е начин да се решаваат одредени проблеми или фрустрации. Ние како институција ги викнавме оштетените луѓе, дојдоа на разговор, го информиравме и ти веќе ги има информиране представниците од Министерството за внатрешни работи. Постапката, односно истрагата е во тек да се открие непознатиот сторител и би апелирал до сите да се воздржат од било какви вакви инциденти, бидејќи ние како локална самоуправа имаме план и стратегија како да ги решиме проблемите што се случуваат со бездомните кучиња. На сите што имаат домашни миленици, оваа година за прв пат заедно со невладини организации им нудиме субвенции за стерилизација на домашните миленици, а како Источен плански регион веќе како прв приоритет го аплициравме проектот за изградба на регионален стационар за згрижување на бездомни миленици. Инаку ова не е прв ваков случај во источниот регион кога се труат кучињата. Само во Штип минатата година, покрај труење, беа забележани и вознемирувачки случаи на оставени шајки во колбаси, со што директно се загрозуваше безбедноста и на животните и на граѓаните.